Центарот за развој на медиуми во изминативе 13 месеци ја следеше имплементацијата на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета низ судските случаи кои се поведени според овој закон пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Во овој период утврдивме одредени недостатоци на законот на кои што центарот укажуваше уште пред донесувањето, престапувањето на законот во сила. Така е тоа на пример високите трошоци, кои што за разлика од кривичната постапка порано денес се многу повисоки, така што изнесува до максимални 48.000 денари за тужба и 96.000 денари за жалба. Понатаму се следе од следените 45 предмети, 15 се завршени пред првостепениот суд, меѓутоа една не е правосилна. Од досудените надоместоци за штета во овој момент се утврдува дека казните се многу високи, особено во случаите каде што се јавуваат функционери од власта. Меѓутоа исто така во овој период утврдивме и тоа дека судот не го почитува принципот на праксата од Страсбург во кој што се вели дека носителите на јавни функции треба да имаат поголем праг на толеранција во однос на навредата и клевета, кај нас е сосем спротивно во однос на таа работа. И да речеме, иако глобите кои што се изрекуваат се во согласно со законската рамка, тие се многу високи. Например, што доведува до еден вид на самоцензура. Например, да речеме дека големите телевизии, односно националните, доколку им се досуди максималниот предвиден надоместок на штета, може да го издржат. Но што ќе се случи доколку тоа им се деси на медиумите или интернет порталите кои што реемитуваат програма на локално ниво? Дали тоа ќе значи и затварање на медиумите, односно ставање клуч на врата? Има ли различно постапување, значи доколку на пример тужителот е обичен граѓанин или пак на пример јавен функционер? Можете ли некоја разлика неколку да потенцирате? Има одредени случаи во кои што се јавуваат функционери, меѓутоа дека во овој момент пресудите не се правосилни, не сакаме да влегуваме во целосно анализирање на истите, затоа што праксата на Страсбург повикува на тоа дека неправосилни пресуди не смеат да се коментираат од причина што тоа би се сметало за притисок врз работата на судот. Меѓутоа тука се јавува, да, во одредени случаи се јавуваат и медиуми и тужители, тоа од 45 што ги следиме, само во 7 случаи такви имаме. Постапката е во овој момент е добра, освен во ситуација кога се јавуваат од страната на тужените во овие случаи, кога се јавува функционер на власта. Во другите случаи секдека е во полза на новинарите. се забрзува постапката кога е во прашање јавен функционер? Имаме и такви случаи. Значи има тенденција судот да забрзува постапката кај што се јавуваат јавните функционери, така на пример случај имавме еден кој што беше завршен само за едно рочиште, што не е пракса во однос на другите рочишта, кои што се завршуваат во просек по 5 до 6 одржани рочишта.